Може би овој момент некој ќе го процени дека е политичка кампања, бидејќи имаме локални избори за неколку дена, но јас ќе ви кажам да даде Господ сите политички партии овака да водат кампања. И ние како граѓански иницијативи ќе ги поддржиме сите тие иницијативи, бидејќи се работи за здравието, животот и екзистенцијата на граѓаните на Република Македонија. И од тоа нема поголема борба, нема поголема пропаганда. Сакам да ви кажам дека овој проблемот на отварањето на рудниците на смртта, односно рудници за бакар и злато од отворен коп со постапка на лужење, односно добивање на злато и бакарот со цијанид и сулфурна киселина, е најкатастрофалната економска дејност што успеал човекот да ја измисли во неговата историја. Последиците од оваа дејност се полоши од нуклеарна војна. Во Хирошима и Нагасаки денес живеат луѓе. Кај што се отворени вакви рудници, луѓе, верувајте, и после 3000 години никој нема да живее. Затоа, ние сите граѓани од Македонија, од Грција, од Бугарија, од Србија, од Романија, велиме и викаме не, такви рудници не може да има на Балканот. Зошто некој, дали се само бизнес интереси? Ние не веруваме дека се само бизнес интереси. Ова го прави во овој дел на Европа, ние не знаеме. Но ние знаеме дека ова ќе го спречиме. И затоа ја поздравуваме оваа иницијатива. Ние сите заедно мораме, ги поикуваме и сите други политички партии да застанат да го спречиме ова зло. Како понатаму, референдумот помина, сега се чека информација до владата, нели? Што понатаму, како во кој правец би се развивале работи? Прво и основно е дека Европската заедница ги забранува овие методи за користење на цијанид и сулфурна киселина за добивање на злато. Македонија првата работа што треба да направи законодавниот дом да ја смени законската регулатива. Мораме да го смениме законот за минерални суровини. Тој е прво и основно неуставен и нехуман. Не можете вие да имате закон кој дозволува доделување на ексклузивно право на пола Македонија врз основа на договор, односно непосредна спогодба, тој е број 1, и број 2, забрана на постапка на лужење, односно отворени копови. 0,3 грама злато, верувајте, има во цела Европа, а дозволено да се копа во Грција, Бугарија, Македонија, Србија и Романија.